Почитувани, ви посакувам добра вечер во саботното издание на Дневникот на Телевизија Плюс. На денешен ден во 1869 година е роден Махатма Ганди, индиски национален водач. Продолжуваме со вестите. Повеќе проекти за Куманово најави кандидатот за градоначалник Оливер Илиевски заедно со подпредседателот на СДСМ Оливер Спасовски. Во програмата опфатена е реконструкција на Соколана, на спомен костурница, спортската сала, како и проектот Мој еколог. Кандидатот за градоначалник Оливер Илиевски заедно со подпредседателот на СДСМ Оливер Спасовски најавија повеќе проекти за Куманово. Реконструкција на Соколана, спомен костурница, спортската сала, Мој еколог се само дел од предвидените проекти во програмата. Акцент ќе се стави на зелената агенда, двојно повеќе зеленило за секој нов квадрат бетон, гасификација, продолжување на булеварот Октомвриска револуција и негово поврзување со автопатот Е75, најави Илиевски. Само од буџетот на општина предвидуваме 60 милиони денари, односно околу 1 милион евра годишно за ново изградени улици, за реконструкција и проширување на постојните сообраќајници. Со што ќе зголемиме безбедноста на учесниците во сообраќајот и ќе го подобриме сообраќајниот крвоток во градот. Како човек кој има повеќе од 15 годишно искуство во реалниот сектор, добро ги знам проблемите со кои се соочуваат приватните стопанственици. Затоа, заедно со владата, неуморно ќе работиме на економските политики насочени кон подобрување на деловниот амбиент, на нови странски, но и домашни инвестиции во Куманово и она што е најбитно, на достоинствени плати кои ќе ги задржат младите и за кои за прв пат во нашата земја ќе го направиме приватниот сектор поатрактивен од државниот сектор. Во однос на младинските политики, планираме изградба на мултифункционални игралишта како поддршка за младите за рекреација и спортување, детски катчиња низ целата општина, како и на авангарден парк. Илиевски најави инвестиции во образованието, изградба на 2 нови градинки во населбите Тоде Мендол и Перо Чичо, како и целосна реконструкција на 11 основни и средни училишта. Спасовски истакна дека Оливер Илиевски е единствениот кандидат социјалдемократ и дека е најдобриот избор за Куманово. Тој презентираше дел од проектите кои владата на СДСМ ги има имплементирано во Куманово последниве години. 120 милиони евра се вложени во Куманово и околината на Куманово од страна на владата и институциите од централно ниво. 120 милиони евра со кои што ги бришевме раните и трагите кои ги остави режимот и уште не можеме да ги залечиме. Рехабилитиравме над 85 километри локални и регионални патишта, како што се Куманово Свети Николе, Куманово Никуштак, Куманово Опаје Ступчане Белановце, кои што целосно се завршени и реконструирани. Куманово Крива Паланка регионалниот пат од село Војник до Страцин и Страцин Крива Паланка, граничен премин Девебајр, како главни патни инфраструктурни артерии кои што ќе креираат можност за развој на целиот овој регион и многу други патишта кои што не беа чепнати во изминатите 50 години. Направивме 3 училишни спортски сали преку Министерството за образование. Едната за економското училиште, втората во училиштето Ероним Дерада во Черкезе и третата сала е за средното техничко училиште Наце Буѓони во Куманово. Нагласи дека Илиевски има програма и проекти и решенија за целосен развој на Куманово како што треба да биде европски модерен урбан град, град на соживотот. Да продолжи да се отсликува мултиетничкиот карактер на Куманово, да работиме во образованието и во сите други области и да дадеме поддршка на кандидатот од СДСМ, повика денеска од Српска странка.
Српска странка во Македонија се залага за подобар живот на србите во општина Куманово, решавање на комуналните и инфраструктурните проблеми, како и редовен градски превоз. Нашата политичка партија во образованието се заложи за решавање на изборниот предмет српски јазик и култура во целата држава, а исто така во Куманово го решивме деценискиот проблем со редовната настава во гимназијата Гоце Делчев, истакнаа на денешната пресконференција од оваа политичка партија. Обавештавамо sve učenike koje pohađaju redovnu nastavu na srpski jezik u gimnaziji Goce Delčev u Kumanovu da je potpisan ugovor između Ministerstva prosvete Republike Srbije i direktora gimnazije da su učenici oslobođeni participacije na bilo kom fakultetu u Republici Srbiji. Од Српска странка ги повикаа граѓаните да дадат подршка на кандидатот за градоначалник на СДСМ и коалицијата Оливер Илиевски и листата на советници предводена од Татина Мургашанска, бидејќи велат листата го отсликува мултиетничкиот карактер на Куманово со оглед на тоа што на неа се наоѓаат докажани професионалци од сите етнички заедници. Да се врати сјајот град на спортот, имаме реална и остварлива програма, истакнаа од граѓанската иницијатива за наше Куманово, посочувајќи дека општината вложувала и ќе продолжи да инвестира во спортот и спортските објекти. Во изминатите 4 години многу се инвестираше во спортот и спортските капацитети. Дозволете ни и во наредните 4 години Куманово да го добие стариот сјај град на спортот. Имаме план и визија како да ја реализираме оваа цел, истакнаа на денешната пресконференција од граѓанската иницијатива за наше Куманово. Кандидатот за советник Петковски потсети дека е во тек реконструкција на кровот, а во следниот период целосно ќе се реконструира спортската сала. Завршена и првата фаза од санацијата на Соколана, пошто ќе следи и реконструкција на објектот и партерно уредување. Ќе го реконструираме градскиот стадион за полни трибини и нови спортски победи. Ќе изградиме нови и модерни спортски терени со тартан подлога во секој основно и средно училиште, но и во секоја урбана или местна заедница каде во моментов нема. Ветуваме дека по победата на локалните избори ќе следува и целосна реконструкција на спортски комплекс во поранешен дом на АРМ, со мултифункционално игралиште, со тартан подлога, спортска опрема и реквизити, како и реконструкција на трибини. Од иницијативата за наше Куманово најавуваат и изградба на трим патеки на градскиот кеј и други локации, како и отворени фитнес зони, мини аквапарк, скейт парк. Преку зголемување на буџетот за спорт, ќе продолжиме да даваме поддршка за развој на спортот и спортските клубови преку Општинскиот сојуз на спортови. Ќе организираме спортски активности и надпревари на локално, национално и интернационално ниво. Ќе ги стимулираме индивидуалните спортови и ќе го јакнеме и развиваме училишниот спорт, затоа што спортувањето е еден од најважните фактори за развој на здрав организам уште од најмала возраст. Од граѓанската иницијатива за наше Куманово укажаа дека развојот на Куманово е можен затоа што имаат реална и остварлива програма. Независниот кандидат за градоначалник Максим Димитриевски и носителката на листа за советници Ивана Ѓорѓиевска остварија средба со Сдруженијето на пензионери. Во изборната програма на граѓанската иницијатива за наше Куманово предвидено е проширување на капацитетите на домот за стари лица Зафир Сајто, како и континуирано подобрување на условите во постоечките капацитети на овој дом. Ќе субвенционираме јавен градски превоз за пензионери и ќе организираме културни, спортски настани и екскурзии, посочи Димитриевски. По повод Светската недела на детето, Форумот на жени СДСМ Куманово денеска организираше акција за донирање на книги. Акцијата се одржа пред Центарот за култура. Повеќе детали од изјавата во продолжение. Под мотото "Покажи грижа, донирај книга", Форумот на жени на СДСМ Куманово денеска одржува акција за донирање на книги. Целта на оваа акција ни е со помошна донација од нашите членки на Форумот на жени, како и од сите граѓани, ги покануваме воедно сите граѓани, да собереме поголема количина на книги, кои што ќе ги донираме на основно училиште кое има потреба од збогатување на својата библиотека. Форумот на жени на СДСМ, како општествено одговорен форум,
секогаш е вклучен во сите хуманитарни активности кои се организираат на ниво на Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа преземаме и самостојни активности, при тоа обележувајќи ги сите позначајни датуми. Например, организираме новогодишен базар во врска со новогодишните празници, значи новогодишниот базар има хуманитарен карактер. Исто така, по повод 8 март и други значајни празници, даваме свој придонес преку хуманитарни акции. Партијата Интегра денеска го представи својот кандидат за градоначелник во Крива Паланка. Лидерот Љупчо Ристовски посочи дека во овој град се неопходни измени. Да ја слушнеме неговата изјава. Состојбата во Крива Паланка е длабоко разочарувачка. Ние подолго време сме присутни овде во Крива Паланка, град кој што се наоѓа на граничен премин, кој што се наоѓа на коридор 8, треба да блеска како влест на татковината. Град кој што за 30 години две црно-бели политички гарнитури го донале на дното на можното. Жалосно е да се гледаат само стари ликови, младите да взимаат бугарски пасоши под економска принуда, да одат во странство, да работат за туѓи бели дворови, едноставно да се претвараат во своевидни робови на туѓи интереси. Интегра има висока перспектива на овие локални избори. Ние отвараме една нова развојна перспектива со новите развојни инвестицијски фондови, со новите развојни општински банки. Интегра ќе отвори перспектива за микро, мали и средни бизниси, да младите луѓе го изнедрат на површина својот огромен творечки потенцијал, да едноставно тие самите со свој раце го заработуваат своето парче леп и обезбедуваат екзистенција за своите семејства и за нацијата во целина. Кога велам дека многу возрастни видовме денеска, а многу малку млади ликови, не можам а да не спомнам неколку збора за пописот кој што заврши пред 2 дена. На 30 септември скандалозно околу 600.000 македонски државјани остана непопишани. Скандалозно е еден попис кој што по сите европски стандарди мора да биде попишување на физичко присуство на население на одредена територија. Ние имаме колекционерство на матични броеви. Имаме само колекционерство на матични броеви, дури и без покажана лична карта. Со представата Умри машки на театар Струмица, вечерва продолжува програмата од 24-тото издание на меѓународниот театарски фестивал Денови на комедија во Центарот за култура. Станува збор за комедија работена според текстот на Алдо Николај, а во режија на Кире Ѓоргиев. Во представата играат Танкица Стојанова, Ѓорѓи Трајков, Никола Костадинов и Коле Китанов. Министерството за образование и наука информира дека студентите кои аплицираа во рамки на првиот рок од повикот за субвенциониран студентски оброк на своите трансакциски сметки ги добија првите средства во износ од 1440 денари кои се однесуваат за периодот од 15 септември кога стапи на сила законот со кој е регулирано ова право до 1 октомври. Исплатени се вкупно 25,7 милиони денари на 17.836 студенти. Информираме дека исплатата ќе продолжи да се реализира согласно одредбите од Законот за субвенциониран студентски оброк, односно во првата недела од секој тековен месец, а се однесува на изминатиот месец. Во тек е вториот рок од јавниот повик за остварување на правото за субвенциониран студентски оброк, кој трае до 31 октомври и се однесува на сите новозапишани студенти, но и на оние кои ги исполнуваат условите, но не успеале да се пријават и да го остварат ова право во првиот рок. Времето денеска во Куманево беше сончево со максимална температура која се искачи до 20 степени и минимална која изнесуваше 5 степени Целзиусови. И за утре метеоролозите најавуваат сончево време со дневна температура која ќе биде до 22 степен и утринска која ќе изнесува 7 степени Целзиусови. Со најновите информации од градот, повторно следете на од понеделник заедно со колешката Ивана Алексовска. Имајте пријатен викенд.